Градоначалниците на Ресен и Бар, Јоко Стрезовски и Зоран Срзентич и заменик градоначалникот на Елбасан, Клевис Џоџи, вчера вечер во Ресен подпишаа меморандум за соработка. Градоначалникот Стрезовски истакна дека меморандумот овозможува идна културно-историска соработка втемелена на патеките на Светиот Владимир, проект кој се остварува по долгогодишно истражување. На некој начин се спојуваат духовното и културно-историското наследство на македонците, на црногорците и на албанците, на три соседни држави, на три пријателски народи и се надевам дека сето она што е поврзано за легендарниот цар Владимир, за Светиот Владимир и неговата сопруга Косара, која што беше ќерка на легендарниот македонски цар Самуил, ќе биде само повод и иницијација на не само културна, историска и духовна соработка помеѓу нашите три народи, помеѓу нашите три држави. Црногорската општина Бар на општините Ресен и Елбасан ќе им пренесе искуства од реализираните проекти поддржани од Европската унија. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da ova saradnja bude plodotvorna i da donese rezultate po kojima ćemo mjeriti značaj večerašnjeg potpisivanja, a ja smatram da će on biti za sve naše gradove i za naše države velik. Големи очекувања од подпишаниот меморандум за соработка меѓу општините од трите држави имаат и во Елбасан. Да јеткјо ни фили. Ова да биде почеток на една уште поширока соработка, не само културна, помеѓу трите општини. Мислиме да биде дел од многу различни проекти, за да возможиме напредок во економскиот, туристичкиот, спортскиот, како и сите нивоа во општеството. Приказната за Светиот Владимир и Косара е врската помеѓу трите општини која беше пронајдена по 10-годишно истражување. Изготвивме патеката која Дуклјанскиот кнез Владимир ја поминал од Црнагора како заробеник на царот Самуил преку Албанија до Преспа, потоа истото негово враќање по истата патека во ковчег со одсечена глава од Преспа преку Елбасан, Тирана, Драч до Скадарското езеро кај што владеел, и третата од како бил ископан од својот гроб 1240 година, однесен во Албанија, каде и ден денеска се чуваат неговите мошти. Преку овој туристички проект во иднина ќе се учи за културно-историското наследство на трите земји.